Ова ќе биде мојот дом во следните 24 сати. Го наместив вака за седење да биде помеко, поубавизно и руфус. И сега уште да земам некој essentials, јадење, лаптоп, телефон, такви работи. А горе ќе клам тие за да не ми сметат овде да седам. Време е да се сместам во мојот нов дом. И вадам топлинките. И одам натре. Натре сум. Вратата е официјално затворена. Сатот е 12:37 и од сега почнуваат моите 24 сати. Се смести во шкафот. Првен сакам да ви направам еден unboxing haul за што си зедов за да преживеам овие 24 сати внатре. Првен, во ова кесата си зедов нешто за јадење. Значи, овде имам ореви, леп, 2 портокали, мора малце овошје, путе од кикири, чоколадо, една паштета, прибор нешто за овие работите да можам да ги мачкам и ленено семе во тегла. Гледав да земам некои работи што ќе ми траат, што мислам, што нема да имат гајле ако се вака надвор од фриждер, што нема да имат гајле за расипвање, уште ту фали да седам 24 сати заглавена со работи што ќе ми се расипат и што да ми мирисот да намувла, неќе. И така, тоа е јадењето. Друго зедов палмоми за да се бришам кога ќе јадам. Рандом тефтер за да се занимавам ако нешто ми е досадно. Руфус ви снимам на телефонот, а го зедов и лаптопот за да бидам продуктивна, да си ја направам семинарската, барем да имам нешто што да правам да сум тука. Тоа е се што зедов, се надевам ќе преживеам. Када се надевам ќе има полука дека нема да види само нешто што решив ко будала да правам. Мислам, кој седи на 20 години во шкафот и да дреми така, ама да, ќе си дам само единствена шанса као можност за излегвање е кога ќе ми се приоди во WC, инаку друго се што би правила, ќе правам овде внатре. Само во WC можам да одам, а за другото се тука, дури спиење. Да, планирам да спијам тука, затоа се зедов и перница и вака си наместив тројорган. И првично планирам да си ја пишам семинарската на лаптопот. Треба да биде готова до крајот на годината. Не е нешто големо, ама ќе гледам да ја напишам и тоа ќе ми биде првото нешто што ќе оправам во овие 24 сати за да бидам продуктивна, да не биде за џабе само да дремам да ништо да не правам. Барем ќе си завршам обврските. One eternity later. Еве сум уште во шкафот. Моментално сатот е 5:12. Јас си чилам во шкафот. Инаку да ви покажам, ќе ми е смачено од седење како се тегнам. Значи, ќе се испрам вака. Буквално главата ми е скроз до
дештицата и се исправам малце, само треба да го подсвиткам вратот, буквално вака светам за да не бидам фатена. И седам вака и малце пешке почнам да се движам, вака нешто да играм. Се досадвам. Feet pic, haha. So funny, she has feet, no way. Oh my god. За представа, јас сум 158 сантиметри и вака чим се свиткам сум глата. Не знам, може ова е негде 165 максимум. Мислам, иначе треба вака да седам подсвиткана. И да, тоа е простора. Инаку уште ја правам семинарската, уште не сум завршена. Не знам ни колку време ќе ми дојде да ја правам. Мојата шанса за излегвање ја искористив само 2 пати. И не е толку лошо каков, шо знам. Се преживува. Ќе ви дам апдейтот кога ќе го направам, како ќе правам со јадење. Моментално главно вода пијам. И тоа е тоа. Ме во следниот апдейт. Се решив да вечерам, сатот моментално е 6:15 и да си го земам јадењето од горе. Се надевам ја се познав на камера и снимам со задна камера. Опа! Еве го лебот. Се решив да извам да јадам растителна во паштета со вкус на маслинки. Таман имам и нож. Правим да видам лебот во што состојба, ти е малце пустар. Се надевам не има влосан и дека нема да се отрујам. Како што можам да видам, нема мувла. Ама шо мириса. Јас ово замислив дека ќе биде црно целото, ма не е. Беше вака неутрално. Ја пињаку паштетава не е лоша. Правим се плашев дека многу ќе се осеќа вкуса на маслинки и да не ми биде убаво. Ама не се осеќа толку, не знам. Многу малце се осеќа маслинката. Че троми е страв да не ми стигне батерија. И на телефона и на лаптопот а на телефона нема гале. Мислам, моментално и на лаптопот и на телефона сум на 60%. Не помина ја само 5 сати од 24. И тоа е малце загрижувачки. Ај семинарска дека не ја направам, ќе доправам покасно. Ама шо ќе правам во времето ако немам нешто со мене. Сакав книга да земам, ама немав нешто. Не можев. Тие дома што ги имам ми се прочитане, а во книжара не можев ништо друго да најдам. Така што ќе ме интересира. Инаку ќе земев да читам. Ето. Ќе
Ми се надевам и јадење, дека ми стигне сега, гледам дека може би малце зедов јадење. Кога требаше повеќе. Јаде бе, ми стигне. Може требаше повеќе леб да земам. Не седов баш доволно. Лебот е просув, ама барем не им угласан. Ја изедов паштетата, го изедов лебот, до кесата од лебот, го кладев пибрето, конзервата, овој портокало преги што го јадев. Тоа ќе оклам надвор. Инако не сум ептен мазохист, од време на време ја отворам вратата од шкафот за да се проветрам. Оти било баш идеално да се угушам внатре и да ме најдат и да не се јавувам, пуснам да ме најдат моите во шкафот со баги од моите работи. Внатре во шкафот јас угушена, значи морам малце да се проветри од време на време, ама барем сум уште тука, 90% од мене е тука. Малце ќе поминат 7 сати од кога сум јас овде во шкафот. Последните 2 сати не правев нешто посебно, лежев во канаперницата, си седев, си пишев со Bestito, Notes updates си дававме, се поправме од смење. Беком пошто сликал дека ќе седам во шкафот. Ама нема да го изгубам предизвикот. Онде има кревет. Игнорирайте што е растурено, несредено, ама нема да дозволам креветов, значи еден обичен душек од пердови, мемори пена, што и да е правен, и таму ткајнини и дормео перница, да ме попречи да го завршам предизвикот, или што и да е нешто. И така. Ментално малце ми се приспива, да бидем искрена, иако е 7 и некоја минута. Не знам, може ќе се легнам порано, не знам, нема што да правам. Имам уште од семинарската за праење. Ме се бајле, најверојатно би требало, не знам. Да. Бај. I failed. Го изгубив предизвико. Вчера планирав овде да спијам и actually заспав едно 3 сати. Не знам како се случи тоа. Ама после тоа си прелегнав во кревето. Јап. Кревето ме победи. Ама, ако не успев да останам целосно 24 сати овде во шкафот, барем до крајот на овие 24 сати да направам семинарската, нов челендж. Семинарската се направи до 12 сати и 37 минути и да биде пуштена. Стварно никам да ја пуштам неколку минути пред полноќ на нова година. Така да, нова цел се направи семинарската. Здраво. Поминаја 24 сати. Дури некоја минута плюс од 24 сати. Семинарската не стигнав да направам до крајот на овие 24 сати. Еве го сатот. Од 12:37, сега е 12:41 и време е да се отворат вратите. И да се подиспрам
Que só te paz. И заборев да кажам, вистинскиот гоут на челенџот, што во ниеден момент не излезе однатре, е Руфус. Тој е вистинскиот победник. Да му честитаме, честитки Руфус, браво, браво. Издржа супер. Руфус, браво, Руфус, браво, Руфус, браво, Руфус. Конечно излегов после овие 24 сати. Мислам, не дека не излегов, ама конечно, официјално се завршени овие 24 сати. Фала ви што го гледавте ова лоуки безсмислено видео, нема некоја посебна цел, освен што се тортурирав 24 сати, еден ден. Така, сега додам да јадам, си ја вратам душата и се гледаме следно видео. Ще гледаме наредно. Чао!